Добар ден, криптоентузијасти, го гледате повторно каналот Криптогемиџија. Денес ќе се позанимаваме со три коини, и тоа е биткоин, матик и последниот ќе биде вет, односно овие се два коина од оние кои што за кои што вие гласавте, за да направиме анализа во однос на фундаментална анализа, кратко речено што уствари истите представуваат и што се очекува од нив во иднина, како и техничка анализа, односно основата за која што постои овој канал, нели? Сега, значи, верувајте ми, мораме постојано да се враќаме прво на биткоин, затоа што целиот пазар го следи биткоин и без истиот едноставно нема поента да се разговара за други ствари. Значи, мораме прво да разговараме за биткоин. Но пред да навлеземе во биткоин, нормално мораме да се вратиме повторно на најбитниот проблем поради кој што моментално биткоин и криптопазарот, како и пазарите на берзите се наоѓаат во оваа ситуација, а тоа е вредноста на доларот во овој момент. Значи, ќе се вратиме на месечно ниво за оние кои што не ги гледаат претходните анализи, чисто да објасниме моментално што се случува. Значи, како што може видите, ова е чартот на DXY индексот, односно вредноста на доларот, каде што вредноста на доларот моментално се наоѓа на вредност од 104,5 отприлика, односно тоа е вредност на доларот наспроти петте најјаки валути во светот, како што се фунтата, еврото, јенот, јуенот. Сега, проблемот е што, значи, моментално вредноста на доларот никогаш не била толку јака од 2 декември 2002 година. Што значи дека во последниве 20 години доларот не бил толку јак како што е во моментов. Сега, на месечно ниво, јас најдов еден левел овде, уште од 1999 година, кој што верувам дека моментално, како што може да видите, е левел на кој што доларот се наоѓа. Значи, ова е локален хај во 1999 година, кој што моментално го држи доларот во оваа граница, но она што мораме да го видиме е дека под ова поле, значи гледате ова акумулационо поле, кое што еднаш, два пати, три пати беше допрено, конечно е скршено. Значи, ова е поле во последниве 5 практично години, уште од крајот на 2016, почетокот на 2017 година, кое што за прв пат успеа доларот да го скрши. Да не забораваме дека доларот е overextended и тоа многу, но како што може да видите од претходните периоди, значи гледате овдека од средината на 2018 па до средината практично крајот на 2019 година бил overextended исто како овде, не е толку, но сепак, нели? Она што сакам да го покажам е дека доколку успеал овде да биде толку overextended, голема веројатност е дека може да се задржи и овде некое време толку overextended, односно да биде препродаден за долг временски период. Моментално ова е само 3 месеци поред, што значи дека има можност тоа да продолжи, но како што може да видите се наоѓа буквално надвор од Болинџер бендот, се наоѓа над сите можни алатки кои што ги користиме, што значи голема веројатност дека ќе добиеме наскоро корекција, но таа корекција нема да следи инстантно, се разбираме. Значи, она што го кажеме во претходната анализа се случи, еве ќе се вратиме на неделно ниво за да може да видите подетално. Значи, буквално се случи она што рековме, доколку успее биткоин да пробие над овој џеп, можеме да очекуваме драстичен пад како на криптопазарите, така и на регуларните пазари, односно берзите, а тоа и се случи. Значи, како што може да видите, техничката анализа точно покажува што ќе се случи доколку луѓето знаат да ја следат. Како што може да видите, исто така на Market Cypher нема никакви индикации дека ќе имаме промена на трендот, иако сме overextended комплетно, во горниот дел над 70 вредноста и на RSI, и на сток RSI, и со плавиот бран на движење на вредноста, но можеме да видиме дека имаме огромен инфлоу во вредноста на доларот, односно луѓето моментално купуваат долари поради неговата јакост. Значи, тоа е првото нешто што мораме да го видиме, како што можеме да видиме, ова е многу стара граница која што за прв пат е тестирана после 1999 година, кога, нели, падот после 2002 година, ова е прв нејзин тест, што како месечно ниво верувам дека ќе се одрази силно на вредноста на доларот и можеме да добиеме корекција, но се додека не добиеме длабока корекција на доларот, не можеме да очекуваме опоравување на криптопазарот како и на берзите, а со тоа и нивно тргање нагоре, нели, солидно во следен булран, што значи дека тоа може да потрае, мораме да го следиме ова постојано, чисто за ваша информација. Значи ќе го споделиме и SPY индексот, чисто да видите дека тоа е моментално, значи, на секаде низ пазарот, не е само во криптопазарот. Значи, како што рековме, SPY индексот моментално се наоѓа на корекција за прв пат после 5 години, за ова разговаравме во претходното видео, кој не го погледнал. Значи, како што може да видите, од претходниот негов пат
што се случи во 2009 година, извинете, многу повеќе, од 2008 ова е кризата со банките, практично оној бабл кој што се случи во Америка, но моменталната корекција се наоѓа од 2002 година и тогаш била последната корекција, како што можеме да видиме моментално се случува истото. Значи ова е практично пред булранот во крипто пазарот, значи ова е оној пат кој што го имавме. Значи од таму доколку повлечеме Фибоначи секвенца како алатка во оваа ситуација, можеме да видиме дека цената точно се коригирала од 0,382, односно 30% од вредноста на Фибоначи секвенцата, но верувам дека ќе имаме подлабоко, како што веќе разговаравме, доколку сте и гледале претходните видеа. Јас верувам дека практично златното на некој начин нема да биде 0,6, туку ќе биде овде на 0,5, односно 50% корекција, затоа што истата кореспондира со ова акумулационо поле, кореспондира со врвот на претходниот all-time high, како и се кореспондира со овој канал врз кој што моментално се движи цената, значи во последниве 5 години да речеме, и верувам дека неговата корекција ќе се случи овде, што е исто така втор и многу битен чекор што мора да се случи пред да добиеме корекција на криптопазарите. Зошто е тоа така? Значи има фундаментална причина поради сето ова. Кога ќе се врати довербата на луѓето, односно кога луѓето ќе почнат повторно да веруваат во пазарите генерално и во економијата, истите ќе престанат да ги чуваат своите пари во валути, како што е доларот, и ќе почнат да ги внесуваат во пазарите кои што се многу поризични генерално за разлика од валутите, иако на макро ниво тоа не е така. Значи на макро ниво сите валути сакале или не келе порано или побосно ќе завршат на нула, додека за разлика од тоа берзите каде што се тргува нели со акции, обврзници и слично, значи овдека имаме рисков насец, односно имаме средства кои што се со ризик дека можеме да ги изгубиме нашите пари фактички во инвестирање, затоа луѓето имаат многу поголем на некој начин афинитет да ги чуваат своите средства во пари, во односно валути, за разлика од овие крипто пазарот, берзите и слично, каде што на некој начин имате секојдневен ризик дека може вашите пари да паднат на некој начин да изгубите, со тоа што моментално самата инфлација, војната во Украина, како и најавата на рецесија која што е моментално овде и со последните значи во јуни поточно ќе знаеме, но на секои 3 месеци, односно квартално, се добиваат извештаи за бруто домашниот производ, односно производството во светот, на сите држави, и моментално буквално сме на пат на рецесија, која што, значи, морам да ви го напоменам ова. Многу луѓе се плашат од рецесија. Сега ќе ви објаснам што уствари како изгледа рецесијата еве на SPY индексот и да видите дека истата се повеќе и повеќе има многу помало траење за разлика од претходните. Значи, на пример, доколку земеме, прост пример, во 2000-те година ова се вика .com bubble, односно овдека имавме пат на значи на берзите, како и на значи сите пазари во светот, кој што трае од почетокот на од практично средината на 2000-те година па се до средината на 2002 година. Значи ова е рецесија, гледате. Каде што големите економии не произведуваат повеќе од колку што трошат практично, да речеме лаички кажано. Значи нивниот бруто домашен производ се намалува, има негативен бруто домашен производ, односно производството поради значи не е битно дали е економија, дали е пандемија, дали е војна, битно е дека има причини поради кои што моментално производството е намалено и се работи со загуба. Значи ова е првата, да речем, званична која што е на овој индекс може да се види јасно. Потоа го имаме во 2008 година. Значи одма по колапсот на банките во 2008 година и оној бейлаут кој што мораше да се прави во Америка, значи тоа е негде почетокот на 2008, а гледате, рецесијата траела само до 2009 година. Значи рецесијата траела 1 година, односно она негативно работење. Но гледате што се случува после секоја рецесија, видите. Значи имаме целосен раст на индексите. Истото и во 2002 година. Гледате колку помалку траела ова рецесија. Значи практично овие два пада пред практично со најавата на пандемијата траеле само неколку месеци. Значи имаме од јануари 2020 до април 2020 овие три свеки црвени кои што се негативни, како што може видите, одма после тоа имаме огромен раст. Тоа што сакам да ви го кажеме дека дури и да имаме рецесија, значи тоа не е толку страшно како сите што се обидуваат да ни го прикажат. Рецесија за нас, посебно луѓето кои што се во криптопазарот, треба да представува момент на акумулација. Значи овој bear market
без разлика дали е во рецесија или не, за нас треба да представува место на акумулација. Истото се случува и со Nasdaq, ова е индексот на Nasdaq берзата, како што може видите истите се на некој начин копирани еден од друг, затоа што самата економија го движи овој индекс и влезот и излезот на парите во истиот. Значи, очекуваме истиот да се коригира до 0,5% до 50% од Фибоначи секвенцата и потоа веруваме дека ќе се случи пад на доларот, а за разлика од тоа и раст на криптопазарите, право со биткоин па останатите, а и индексите на берзите. Значи, ова е она што го очекуваме во иднина од генерално светските пазари. А сега ќе се вратиме на биткоин и ќе видиме што се случува таму. Знам дека денес видеото ќе биде малку подолго, но ова е во интерес на сите затоа што прво мораме да ги обработиме генерално што се случува на пазарот во светот, а потоа да се вратиме на биткоин, кој што е најбитен во нашата сфера, и да се вратиме на овие два коини за кои што ќе разговараме денеска, VET и Matic, за кои што вие побаравте на полот кој што го одржавме на една од групите на криптореволуција. Сега, значи на кратко да видиме што се случи со она што веќе како што може да видите, мојот чарт е постојано ист. Ќе го следиме таков за да можеме да видиме точно што се случило и ево го на поле во кое што рековме дека очекуваме дека ќе вршиме акумулација. Да, на моментално се наоѓаме на долниот дел од ова поле, но доколку се сеќавате во претходното видео, јас ви наповедав дека доколку добиеме Black Swan event, односно така наречен црн лебед на македонски, тоа е уствари тип на случај, нешто како пандемијата, војна, рековме, некоја огромна вест во светот која што ќе го предизвика, значи не само биткоин, туку сите пазари драстично да паднат. Ќе видиме денес колку се само пазарите паднати. Еве, пред да почнеме да го анализираме, само да ви покажам за разлика. Значи гледайте, за еден месец индексот, Fear and Greed индекс на биткоин од 28 паднал на 9. Едноцифрен Fear and Greed индекс не сме имале. Еве сега ќе ви покажам на макс табелата. Значи гледайте, едноцифрен Fear and Greed индекс не сме имале дури нивови период во претходното лето кога беше целиот криптопазар паднат. Значи тоа е во претходниот bear market сме имале. И тоа негде овде за последен пат сме имале во март 2020 година, што значи дека ова буквално кореспондира на bear market. И гледайте, во пандемијата, за првиот пат кога е најавена самата пандемија, сме дошле до Fear and Greed индекс од 5. Тоа е најниската вредност која што сме ја добиле, а моментално се наоѓаме на 9. Значи сакам да ви кажам дека тоа е уште еден показател дека не сме толку далеку од дното на овој bear market. Иако тоа не значи дека веднаш ќе трнеме нагоре, тоа значи дека ќе дојдеме до степен каде што ќе можеме да на некој начин знаеме дека ова би било горе-доле на некој начин дното на самиот bear market за криптовалутите. Како што може да видите, истото се случува и со генералните пазари, значи Fear and Greed индексот е на 12. Ако се сеќавате претходниот пат кога гледавме беше во Fear, се уште не бевме влезени ни во Extreme Fear, што значи дека моментално сите големи инвеститори во светот се со страв да инвестираат поради загуба. Ова ќе го објасниме после околу ликвидациите, што е многу битно. Сега, значи ова што гледате овде моментално е збир на рецесија, која што моментално е незванично најавена, но со следниот извештај во јуни очекувам исто да биде најавена прво од Америка, а после и од остатокот од светот, затоа што се случува официјално. Потоа имаме инфлација, која што моментално е признаена. Замислете, Америка признава инфлација од 8%, што е многу голем процент на генерално годишно ниво, затоа што нормалната инфлација е негде околу 2 до 3%, која што оние рачунаат како нормална и може да биде покриен. Моментално е 8%, затоа и оние rate hikes кои што го предизвика растот на доларот, а со тоа и падот на сите маркети. И моментално, како што може да видите, дополнително тоа беше забрзано од Terra Luna, односно ликвидацијата која што се случи на Terra Luna и нападот кој што го објасниме во нашето претходно видео, доколку не сте го погледнале може да го видите на нашиот канал, каде што детално објаснуваме што се случи со Terra Luna. И истото дополнително е ова забрзување на падот на биткоин надоле, но како што рековме, значи што уствари представува капитулација на биткоин е ова што моментално го гледаме. Рековме дека ќе се случи буквално она што се случи. Ќе имаме пад на волуменот постепено од претходниот bull market, значи ова што го гледаме овде. Значи само момент ќе ви покажам како изгледа. Значи може да го видиме ова во волуменот, тоа што разговараме дека ќе се случи, ќе имаме пад на волуменот и тоа што го очекувавме. Значи ако се сеќавате веќе разговаравме за оваа појава. Значи чисто да видите дека истата капитулација се случила и претходно. Значи гледате. Го тоа. Капитулацијата
два пати што се случи во претходниот bull run, односно оние black swan евенти кои што ги очекуваме и кои што истите ни покажуваат дека моментално се наоѓаме негде блиску до дното или барем едно од двете дна, најчесто до сега имало максимално две во еден bull market. Сега, значи доколку се подсетиме на онаа DCA стратегија за која што разговаравме, за која што би ви препорачал да ги погледнете не едно, туку двете видеа, значи ќе видите дека ваквиот тип на капитулација е многу добар за нас, но мораме прво да видиме дали истите ќе продолжат. Значи јас не само за вас, значи јас лично не препорачувам, иако ова не е финансиски совет, не препорачувам да се купува се уште затоа што може оваа капитулација да не е се уште завршена, иако моментално негативните вести горе-доле се завршени, како што можеме да видиме, значи Terra Luna практично не постои веќе, но мораме да почекаме и да видиме што понатаму ќе се случи со криптопазар пред да одлучиме да купуваме посебно алткоини. Сега, DCA би било добро кога, значи ќе падне сето ова, да речеме, на некое одредено дно и ќе добиеме некој баунс на индикаторите кои што ги имаме сега, значи дали MACD ќе почне да се врти нагоре, дали овде ќе имаме, значи, вртење на плавиот бран на движење на вредноста, или ќе имаме вртење на инфлоуот на зелениот бран, кој што е уствари инфлоу на пари во криптосферата, во биткоин, како и RSI вредностите. Значи било кој од овие мора да ни покаже барем некаков сегмент на запирање на паѓањето на цената пред да одлучиме да купуваме, затоа што истата може да продолжи да паѓа. Оно што викаат го купив дипот, а он продолжи да паѓа. Затоа не треба да се брза, посебно не во bear market. Ќе ви покажам и зошто. Како што рековме, веќе ни се обележани моментално што уствари чекаме. Значи негде до мај 2023 година, ова црвена линија која што поставивме, треба да некој начин трае овој дип. Да видиме сега дали истиот ќе биде во ова ниво каде што ние очекуваме, односно дали истиот ќе се движи хоризонтално, или можеби ќе имаме краток пат и потоа движење на истиот нагоре, пред да дојдеме до овој сегмент каде што најчесто една година пред халвингот е одредено дното на самиот bear market и почнуваме да се движиме нагоре. До сега три bull run се случува истото, да се надеваме дека ќе биде повторно. Значи моментално, како што може да видите, тоа е најбитниот дел што можеме да го видиме во овој дел од чартот. Исто така ќе погледнеме и на вториот чарт каде што ни се направени вредностите на 4MA, кои што рековме дека се клучни за одредување на bear market акумулационата зона. Да, се уште го верувам истото, затоа што не верувам дека цената ќе пробие под значи 200 неделната средна вредност и 300 неделната средна вредност, но верувам дека 200 неделната средна вредност, како и во претходниот bear market, за која што веќе разговаравме, ќе биде главниот момент каде ќе се извршува акумулацијата во овој bear market, и верувам дека моментално оно што го гледаме, како што објаснивме пред,ходно, ќе се случи ова. Значи, како што можеме да видиме, значи ќе продолжи движењето на 200 и 300 средната 200 и 300 неделната средна вредност на биткоин, и иако го добивме овој масивен пат кој што не беше потребен за да добиеме конечна капитулација на биткоин во овој bear market, иако истата може да продолжи уште некое време, верувам дека дури да се случи тоа, значи ова практично 200 неделната средна вредност на биткоин ќе не принуди да се вратиме во ова акумулационо поле кое што ние очекуваме дека ќе биде практично цената на биткоин ќе се движи највеќе во ова поле се до незиниот скок нагоре. Тоа е наше мислење, иако можеби ќе добиеме некоја кратка капитулација и подоле, значи тоа никогаш не го исклучуваме, но веруваме дека самите средни вредности на 20 неделната на 200 неделната средна вредност на биткоин ќе бидат главните индикатори кои што ќе ја бутнат цената нагоре и ќе ја вратат повторно во ова поле во кое што веруваме дека ќе се одвива најголемиот дел од акумулацијата во овој bear market, со тоа што го имаме bull market support бендот, исто така кој што се движи надоле, но ќе видиме дека сега доколку цената почне да се движи хоризонтално, истиот ќе почне да се движи на некој начин исто така во хоризонтална линија, односно да забавува овој пат надолу, затоа што овој е лагирачки индикатор. Значи истиот овој пат е предизвикан од ова. Така да оно што гледаме моментално е уствари предизвикано од неговата вредност претходно, како што рековме истиот е предизвикано 21 неделната средна вредност на биткоин од целосната вредност, како и од последните 20 може да го погледнете тоа како е необјаснето, тоа се 21 SMA и 21 EMA, значи нема да навлегуваме во детали, тоа е објаснето во нашето видео за Bull Market Support Band, кој што ќе ја држи цената на некој начин измеѓу
нашето акумулационо поле и неговото паѓање овде практично на некој начин како што може, еве ќе го нацртаме тоа да видите како прилика ние очекуваме да се случи. Значи ова би било неговото движење понатаму. Значи, доколку го имаме bull market support бендот да се движи во ова поле, затоа што истиот мора да забави, затоа што како што може видиме цената не е постојано во пат. Истото со овие два индикатора кои што ги имаме, односно 200 неделната и 300 неделната средна вредност на биткоин, гледаме дека во касниот дел од оваа година цената мора да се задржи во ова поле. Односно, скоро никогаш не се случило цената на биткоин да се задржи под 200 неделната средна вредност, што е главниот фактор кој што не тера да очекуваме во овој сегмент да ја вршиме главната акумулација како на биткоин, така и на останатите криптокоини во овој bear market, но мораме прво да видиме истиот дали ќе проба да го допре овој индекс пред да се врати во неговото акумулационо поле, затоа што не брзаме, значи имаме доволно време пред нас. Доколку мене ме прашувате, јас лично ставам кеш на страна, односно стейблкоини, се додека не се увериме дека тоа е главниот пат кој што моментално го гледаме и тука ќе имаме некој заоблување на индикаторите и тогаш ќе почнеме да акумулираме, па ќе видиме понатаму нели нормално ќе го следиме чартот, затоа и рековме нашиот канал ќе биде овде со вас преку целиот bear market и ќе следиме што се случува и нормално ќе дадеме свое мислење. Последно и многу битно, она што сакам да ви го покажам, ако го погледнате последното DCA2 видео, значи ова е еден многу битен чарт. Претходно разговаравме точно за што станува збор, но нема да напоменуваме, ова е логаритмичкиот чарт на биткоин со Фибоначи секвенцата представена од неговиот почеток па до се до неговиот крај, кое што ни покажува, како што може да видите, проекција за она што можеме да очекуваме во иднина. Доколку се вратиме назад и ја ставиме на месечно ниво, ќе видите дека истата досега е, па можам да кажам 99% точна. Гледате, значи моментално се наоѓа точно во самата секвенца и само на многу краток период, ова е во 2019 самата пандемија, истиот испадна. Значи за тоа како ја користиме, ќе ве замолам да погледнете во DCA2 видеото, каде што објаснуваме во детали како да го сетирате овој чарт и како истиот се користи, но она што е битно во моментов е во нашата анализа секогаш ќе го внесуваме и овој чарт од сега, затоа што како што може да видите, освен овој сегмент каде што имаме испад на биткоин во краток период од март 2020 до мај 2020, значи цената на биткоин постојано се движи или одма под границата или над него како акумулациона цена во овие три левели на биткоин, односно 0, 14 и 20, мислам дека се овие три левели, чисто да видиме дали сме во право, сега ќе ви кажам одма. Значи тоа се 0, 9 и 14, извинете, моја грешка. Значи јас верувам дека падот на биткоин што се случи моментално надвор од оваа Фибоначи секвенца ќе биде еден од основните индикатори кој што ќе ни покаже дека мораме да се вратиме барем до оваа долна граница и да се движиме по истата нагоре. И ова е уште еден индикатор кој што ни покажува дека очекуваме корекција на биткоин нагоре, не корекција од типот New All Time High, очекуваме корекција од типот да се врати цената барем во ова поле на акумулација во логаритмичкиот приказ на Фибоначи секвенцата на биткоин чартот. Значи ова е нешто што мораме да го следиме постојано заедно со другите чартови и само чисто за ваша информација, она што веќе го разговаравме во DCA2 еве погледнете каде оприлика според овој досега докажан индикатор би требало да се наоѓа цената на самиот халвинг. Значи гледате на десно, курсорот ни покажува дека долната граница на оваа Фибоначи секвенца е 65.000 скоро долари, доколку истиот продолжи да се движи во истата, значи нормално ќе видиме заедно, но верувате ми, логаритмичкиот приказ на биткоин го користи целиот свет и досега се покажал како доста точен, дури да се наоѓаме негде под самата граница долна на Фибоначи секвенцата, ние повторно ќе видиме во некоја граница од 55 до 65.000, што е уствари во следните 2 години. Значи сакам да ви кажам дека очекуваме многу од биткоин и ова е уште една алатка која што ни покажува кој е потенцијалот на биткоин во иднина, а замислете после овој халвинг каде е горната вредност на биткоин. Еве гледате. Значи горната вредност на биткоин се движи негде од 260.000 па нагоре, во зависност од тоа кога ќе заврши овој булран, значи оприлика завршува, нели, фактички една година од халвингот, истиот би представувал голема вредност од дури можеби 500.000, како што може да видите ова една година пред халвингот и гледате. Значи може да видите дека досега во 3 булрана истиот го испочитувал овој горен дел на самата граница како дистрибуционо поле, но за повеќе за тоа може да погледнете во нашето видео DCA2.
Сега, пред да продолжиме со објаснување на ситуацијата со Matic и со VeChain, сакам да погледнеме еден многу битен индикатор кој што, како што се сеќавате, ви го покажаме претходно, односно тоа е CoinGlass чартот на ликвидации, затоа што разговаравме во претходното видео на Terra Luna што уствари се случува со ликвидациите на пазарот и како истите реагираат. Значи, гледајте, ова е моментална ликвидација на 9 мај, односно тоа е негде почетокот на кризата со Terra Luna, каде што ако може да видите, значи longs и shorts, тоа се уствари позициите на луѓе кои што се кладеле дека цената ќе продолжи нагоре или цената ќе продолжи надоле. Значи во истиот ден имаме скоро 1 билион, значи скоро не имаме повеќе, не скоро, значи повеќе од 1 билион долари ликвидирани на берзите од луѓе кои што се кладеле дека цената ќе продолжи нагоре или надоле. Ова е тоа што се обидам да ви кажам, дека овие ликвидации се предизвикани од многу поголеми играчи од оние кои што се обидуваат да спечелат со леверидж, и затоа истото не го препорачувам. Ова дополнително може да ви покаже дека ова е на некој начин капитулација на пазар. Гледате, значи од 14 февруари па до денес немаме ни блиску ликвидација колку што имаме во овие неколку дена. Значи гледате, следниот ден на 10 мај имаме вкупно 500 милиони ликвидации на shorts и longs. Следниот имаме повторно 1 билион. Повторно имаме 700 милиона. Значи гледате, ова се во 4 дена имаме скоро отприлика 3,5 билиона долари ликвидирани само на берзите. И ова се ликвидирани само на берзите кои што ги знаеме. Многу од овие луѓе имаат и short и long позиции на over the counter портфолија кои што на некој начин не се ни значи за кои што не се води сметка на пазар, затоа што истите не се вклучени во овие податоци кои што ги гледаме, затоа што ова се податоци само од официјалните берзи, односно оние кои што ги користиме, како што се Binance, Coinbase, Kraken и слично. Значи, ова што сакам да ви го кажам, уствари, што се случува моментално на пазарот. Ова е таа огромна капитулација кај што имаме огромен излез на средства кои што се влеваат во овие берзи, а нормално истите не користат леверидж, туку само ги ликвидираат портфолијата на луѓе кои што мислеле дека знаат каде ќе се движи цената на биткоин. Значи, во ваков тип на волатилни ситуации би препорачал да почекате и да видите што ќе се случи со цената, затоа што да, има многу голема веројатност дека ќе направите профит, но исто така има уште поголема веројатност дека ќе се најдете на овој чарт. Односно ќе бидете ликвидирани и вашите пари ќе бидат само бројка која што ја гледате моментално на овој чарт на огромен број на луѓе кои што мислеле дека знаат што ќе се случи со пазарот. Не заборавајте, значи таму надвор имаме огромен број на луѓе кои што имаат многу подобри алатки од вас, плаќаат многу повеќе пари за техничка анализа, значи имаат цели тимови на техничка анализа кои што го прават ова за нив. Затоа, значи не заборавајте дека она што го правиме во моментов на макро ниво е пливање со китовите, така се нарекува. Значи тоа е нашата стратегија. На микро ниво тргување секој ден, доколку не сте активен трейдер и не седите постојано пред компјутер, јас не би ви препорачал да го правите тоа, затоа што значи доволни се 5 минути да не бидете пред компјутерот и да се вратите и да немате ништо во вашето портфолио доколку користите леверидж и не ставате стоп лос на вашите тргувања. Значи повеќе нема да разговараме за биткоин, тоа беше оприлика се што сакаме да кажеме за моменталната ситуација. Значи се уште чекаме, но како што може да видите од досегашните анализи, значи цената се наоѓа буквално во овој рейндж кој што рековме дека ќе се наоѓа, што значи како што може да видите самата анализа стварно вродува плод. Значи ова е она 30.000 психичка бариера на која што моментално цената е задржана и веруваме дека тука може да се задржи уште некое време. Пред да добиеме или корекција нагоре или движење хоризонтално со мала шанса да добиеме и корекција нагоре. Сега, што е уствари Polygon, односно Matic, и зошто истиот има голем потенцијал? Значи, како што знаете, Ethereum мрежата е многу често презаситена, односно затоа што истата се наоѓа како proof of work. Значи имаме огромен број на трансакции затоа што тоа е најголемиот смарт контракт блокчейн на светот и прв во исто време, што значи дека колку и да имаме компјутери кои што работат за одржување на мрежата и спроведување на овие трансакции, најчесто немаме доволно. Односно, самите компјутери се инсентисирани со давање на одредена сума од трансакцијата како платежно средство на овие луѓе кои што ја спроведуваат трансакцијата. Односно, она фи кој што го наплаќаат proof of work майнерите за да ја спроведат трансакцијата. Што значи, оние кои што имаат повеќе пари и сакаат да едната трансакција да се спроведе побрзо,
ќе дадат многу повеќе пари за разлика од обичните луѓе како нас, кои што значи не ни се исплаќа да дадеме 30 или 40 долари во Етериум за нашата трансакција да биде спроведена. Од тој момент, значи како што може да видите моментално трансакциите на Етериум се многу скапи и многу бавни. Со тоа се појавуваат ваков тип на second layer солуции, како што е Matic, односно Polygon, кои што како блокчейн изграден на Ethereum мрежата, моментално ни дава брзина на трансакциите со тоа што тој ги спроведува за разлика од Ethereum мрежата трансакциите на својот блокчейн побрзо за многу помал фи. Значи тоа е главната цел на Matic, односно. Значи како што рековме, истиот како Layer 2 solution за Ethereum доби многу голема популарност затоа што главниот проблем на Ethereum мрежата е неговата бавност и неговата скапост, со тоа што ваквиот тип на Layer 2 солуции помогнаа во забрзување на истата и поевтинување на истата, иако вашата трансакција не е директно направена на Ethereum блокчейнот, е направена затоа што Layer 2 солуциите повторно се базирани на Ethereum технологија и вас ви е битно трансакцијата да помине. Дали ќе биде направена на Ethereum или на Polygon, некогаш е многу побитно истата да помине отколку каде истата ќе биде направена. Затоа и овој тип на солуции беа многу популарни, они беа едни од првите кои што успеа ваков тип на солуција да направат, односно на решение, и со тоа и многу се издигнаа на пазар. Како што може да видиме, нивниот врв беше од некои 4 центи до 3 долари во овој булран. Сега, да почнеме на макро ниво. Значи, како што може да видиме, ова се нивоата на макро ниво, односно имаме долно ниво на претходна акумулација во претходниот bear market, односно истиот има само еден bear market до сега поминато. Ќе видиме како ќе помине преку вториот, но многу е битно кога еден блокчейн, односно технологија како оваа, како овој коин, има поминато барем еден bear market за истиот да може да се докаже на пазарот и луѓето да веруваат во неговата вредност кога ќе дојде следниот bear market. Сега, како што може да видиме, горната граница моментално не е битна, ќе разговараме за истата понатаму, доколку нели истиот го преживее овој bear market, но и мое уверување е дека ќе го преживее, затоа што Ethereum клучни со овие Layer 2 солуции, барем додека не стане Proof of Stake технологија, овие Layer 2 солуции се клучни за трансакциите на неговата мрежа. Сега, можеме да видиме дека, значи ќе навлеземе и во овој период доле, кој што моментално не е толку битен, но битно е ова ниво. Значи ова ниво кое што било направено на 1 јули 2021 година, односно претходното лето, и како што можеме да видиме, истото моментално представува пречка за пат на цената понатаму на Matic, а истата се наоѓа и на, значи ако доколку го земеме целиот bull run, како Фибоначи секвенца, гледаме дека 78%, односно 0,786 секвенцата е последното ниво каде што цената се задржала и доколку јас се прашувам, јас мислам дека ако имаме било каков дополнителен пад на биткоин, ова ниво ќе биде скршено, доколку биткоин се задржи овде и тоа представува дното на овој bear market, што има мала веројатност дека ќе се случи, доколку тоа се случи, можно е да биде ова полето на акумулација, но мораме да го следиме и да видиме што понатаму. Сега, доколку се вратиме на неделно ниво, можеме да видиме повеќе податоци за она што го гледаме на чартот. Значи, на неделно ниво можеме да видиме ќе има доста индикатори. Сега, за почеток. Значи, како што можеме да видиме, овој сегмент овде, веруваме дека ќе биде нашето поле на акумулација за овој bear market. Зошто? Затоа што истото се наоѓа во прво, можеме од претходниот сегмент да увидиме дека ова било полето на акумулација кое што довело до овој огромен пораст на цената на Matic и затоа веруваме дека истото ќе има многу голема улога во однос на иднината на акумулација во bear market на оваа валута. Иако VPVR ни покажува дека главното акумулационо поле ќе биде овде доле, значи во најлоша, најцрна ситуација доколку имаме огромен пад на биткоин, нешто што никој не го очекува, верувам дека цената ќе се врати до ова претходно прво поле на акумулација, барем до неговата горна вредност, затоа што можеме да видиме VPVR ни покажува дека најголемиот дел од тргување се одвивал овде, во овој сегмент. Но доколку го трнеме тоа настрана и доколку се вратиме на оно што го знаеме во моментов, затоа што како што видовме од досегашните индикатори, биткоин се наоѓа доста доле
во однос на индикаторите ни покажува дека можеби сме блиску до дно, иако тоа може да потрае. Затоа и верувам дека иако овој левел верувам дека ќе биде скршен, затоа што имаме испаѓање од оваа триаголна формација надолу, испаѓање од моментално ова е 200 неделната просечна вредност. Значи, како што разговаравме, еве, чисто да видите, да ви покажам, практично 100 неделата, извинете, 100. Значи, се уште немаме 200 недела, затоа што истава валута на неделно ниво се уште нема 200 свеки, за да може истата да биде произведена, но негде во текот на беранот очекуваме да се појави црвената линија, односно 200 неделната средна вредност, и тоа да биде практично полето на кое што ќе можеме да базираме каде ќе се одвива акумулацијата. Затоа верувам дека наскоро кога ќе се појави црвената линија, затоа што се уште не се појавила, ќе знаеме точно каде треба да акумулираме, односно каде ќе биде она силна граница која што ќе ја држи цената на 200 неделната средна вредност. За сега, нејзиното паѓање под 100 неделната средна вредност ни покажува дека овој пат е многу силен и дека ова ниво веруваме дека ќе биде скршено, затоа што истото не е, да речеме, да имаме неколку пати корекција, па да знаеме дека истото е доста солидно, затоа сме имале само една и затоа веруваме дека истото ќе биде скршено. Гледате, ова е обид, иако не е успешен, свеќата не е завршена, имаме уште 15 дена да видиме каде истата ќе заврши. Значи, со завршување на оваа свеќа можеме да видиме што понатаму ќе се случи, дали истата ќе успее да се задржи на ова ниво. Доколку се задржи, можно е да се случи барем до горната граница на овој триаголник корекција нагоре, но ова се краткотрајни тргувања. Доколку не сте постојано пред компјутерот и не сте активен трейдер, не би ви ги препорачал, затоа што истите може да завршат и за неколку часови. Можеме да видиме некоја турбо корекција нагоре и истата да продолжи надоле пред да бидеме свесни. Затоа доколку акумулирате, повторно ќе го кажам истото, она што ние го правиме е DCA. Значи ги полните вашите торби за целиот овој bear market и кога ќе дојде следниот bull market, оние криптовалути кои што вие исклучиво верувате дека се достојни и дека ќе го преживеат bear marketот, да ви бидат на некој начин веќе акумулирани на многу ниска цена после овие корекции и да ги продадете на многу повисока цена без при тоа да не спиете и да го следите пазарот што се случува во секој момент, затоа што тргувањето го бара буквално тоа. Доколку не го правите тоа, мој совет, немој да тргувате, барем не во овој момент кога имаме огромна волатилност. Значи, гледайте, и се наоѓаме во долниот дел на Bollinger Band, што дополнително ни кажува дека треба да добиеме корекција наскоро. Значи, тоа може да потрае, не значи дека ќе се одвие одма, но треба да добиеме дефинитивно корекција наскоро. При тоа гледаме дека се наоѓаме под bull market support band, што дополнително веруваме сега кога ќе почне да се движи надолу, ќе ја притиска цената помеѓу ова акумулационо поле кое што го очекуваме, како и bull market support band. Гледаме дека сме на неделно ниво доста ниско, значи се уште не сме oversold, сме на 32 на RSI вредноста, значи имаме барем уште 2 поена надолу, што не значи дека ќе се исполнат, може да почне да се движи нагоре, но колку што може да видиме досега ова е најниската вредност што RSI некогаш го достигнал за Matic, но Matic е релативно млада криптовалута, затоа што истата постои од 2019 година, значи мај 2019 година, што значи дека поминаа само еден bear market и нема доволно детајли да можеме да видиме, како што може да видите, нема ни 200 неделна средна вредност да можеме да видиме каде би била долната граница на акумулационото поле. Со тоа мораме да следиме и понатаму и да видиме како истата ќе се одвива. Од досега кажаното, она што можеме да заклучиме е дека Matic како таква валута во овој bear market, ние како тим веруваме дека ќе опстои. Затоа ја дававме како еден од нашите предлози за анализа и веруваме дека истата ќе продолжи и понатаму во следниот bull market, но мораме тоа да го проследиме заедно, затоа што големи вести како промена на технологијата на Ethereum или слично може да направат ваков коин да биде безполезен. Сега, она што сакаме да ви покажеме за Matic генерално, че освен самиот чарт и она што можеме да го видиме на макро ниво, нормално ќе го следиме и понатаму, сите овие анализи кои што ги правиме, ќе ги правиме повторно во текот на bear маркетот. Значи, нашиот едукационен материјал е само за да ве обучиме, да видите како ја правиме анализата и што истата ни покажува, но дополнително понатаму, значи ние ќе продолжиме да ги следиме сите овие кои на овие чартови кои што веќе ги имаме исчартано и ќе можеме да видиме дали анализата била точна или не. Ќе видиме овде заедно со вас да ја споделиме и да видиме што понатаму ќе правиме, посебно во средината на bear market, откако ќе добиеме стабилизирање, односно откако овие цени ќе на некој начин најдат свое дно. Во тој момент ќе видиме што понатаму можеме да очекуваме од цената, како на Matic, така и на останатите валути. Значи тоа ќе биде главната цел на самиот канал, да ги следиме цените на најбитните токени во светот,
и коини нормално, и да видиме што ќе правиме во однос на bear маркетот како наше мислење, не како финансиски совет. Нешто многу битно што сакаме да ви го покажеме е дека Matic од април оваа година има развиено посебен burn механизам за своите токени, што дополнително ќе намали инфлацијата на токенот и ќе на некој начин ќе забрза растот на цената кога ќе дојде наредниот bull market, односно значи како што може да видите во овој сегмент, идејата е исто како Ethereum, дел од фито кој што се плаќа за секоја трансакција на Polygon мрежата Matic е заклучена на burn контракт на Polygon, кој што во одреден момент кој ќе собере соодветна сума на Matic токени ги гори. Значи може да видите дека досега има изгорено вкупна количина од 650.000 Matic токени, односно вредност од 1 милион, а како што можеме да видиме моментално е мај, што значи дека овој burning механизам со предлог донесен EIP 1559 е како што може да видите од јануари, но досега има само оваа сума изгорено. Истиот ќе продолжи понатаму да го прави ова, што значи дека доколку разговаравме претходно во однос на тоа како се одвиваат работите на економската сцена. Значи имаме побарувачка и имаме одредена количина на доброто кое што се наоѓа на пазарот. Со тоа што колку повеќе од ова добро се прави горење на истото, односно burn, толку помалку од истото имаме како достапност на пазарот. А колку помалку имаме достапно на пазарот одредено добро, толку неговата цена ќе биде поголема. Значи тоа е основен економски механизам како функционираат пазарите и со тоа, значи овој механизам доколку јас се прашувам, во иднина истиот продолжи во затекот на целиот bear market, значи дополнително не да ја забрза, туку ќе ја лансира значи многу повисоко од она што го имаме видено во претходниот bull market, цената на Matic кога ќе дојдеме до степен истата да биде layer 2 на многу побрз коин, кога Ethereum ќе влезе во proof of stake сферата, и дополнително на сето тоа имаме огромна количина на Matic изгорени во текот на bear маркетот, но нормално, ако ништо друго, ова горење на Matic токени барем ќе го забави паѓањето на цената, доколку него, значи затоа што моментално не сме во bull market, ќе го забави паѓањето на цената затоа што имаме се помалку и помалку токени на пазар. Сега ќе се вратиме на вториот токен за кој што разговараме, че ова е се што имаме да кажеме во моментот за Matic, односно разговаравме како втор токен значи прв беше Matic по гласови, втор беше VET. VET е еден од најомилените токени кои што ние го имаме. Сега ќе споделиме и зошто. Значи пред да почнеме со објаснување на VET, ќе ви кажеме што уствари VET представува. VET е не единствениот, но првиот и најголем токен кој што се занимава исклучиво со транспортни проблеми во светот. Односно VET е токен, односно корпорација која што целосно е посветена на решавање на проблемите кои што одредена компанија може да ги има во однос на транспорт во светот. Значи они изнајдуваат најдобар начин за транспортирање на вашите добра од една до друга точка во однос на тоа каде вас ви се потребни, а дополнително на сето тоа истите значи има толку софистициран софтвер во однос на тракинг, односно во однос на следење на вашите добра во светот. Значи главно VET за почеток не е криптотехнологија која што се користи за секојдневни добра, транспорт на секојдневни добра, односно се користи за транспорт на луксузни добра. Значи VET технологијата моментално има врз основа на блокчейн нормално. Значи доколку сакате да транспортирате некои добра кои што се екстерно скапи и сакате во секој момент да знаете каде доброто се наоѓа и во каква кондиција е, значи блокчейнот VET заедно со соодветни механизми, односно направи кои што они ви ги даваат, во секое време може да ви каже каде се наоѓа во светот, значи со значи географска ширина и должина, со координати каде се наоѓа вашето добро, да ви каже на која температура се наоѓа, дали е на сонце, дали е на сенка, значи до тој момент е развиена технологијата која што имаат VET во однос на транспорт на луксузни добра и истите се со цел да ви дадат, значи посебно доколку вие сте оние кои што ви поседуваат овие добра во светот, да ви дадат сигурност за тоа каде точно се наоѓа вашето добро и никогаш истото да не може да биде изгубено. Сега, значи тоа е основната вредност која што овој VET токен треба да ја има понатаму,
во однос на транспорт на добрата во светот, и затоа како технологија, доколку се сеќавате на почетокот ви кажавме дека многу е добро да направите распределба на вашето портфолио во сфери, во криптото, кои што покриваат токени кои што не се постојано од истата сфера. Да разбирате? Значи, доколку имате Layer 1 солуции како Ethereum, ADA и Sol, добро е да имате и DeFi токени како што се AAV. Потоа, децентрализирани менувачница како Uni, или дополнително токени од типот на BNB и FTT кои што се токени кои што се користат како governance токени на платформите за тргување, во овој случај FTX и Binance платформите. Значи, многу е добро да имате токени од разни сфери во вашето портфолио. И затоа и веруваме дека VET како водечки токен во оваа сфера е многу добро да го имате вашето портфолио, нормално ова е наше мислење. Дополнително, еден многу битен факт за VET е дека истиот е компанија базирана во Кина. А Кина има тотален бан на криптовалути во незината територија. Замислете колку треба оваа технологија да биде силна или на некој начин поддржана од Кина за истата да има единствен дозволен токен во територијата на Кина, освен крипто юенот нормално. Значи, затоа се обидуваме да ви кажеме дека овој токен има голема позадина и веруваме дека ќе има многу големи резултати во иднина, но мораме прво да поминеме преку bear маркетот и да видиме како истиот ќе се однесува во овој bear маркет. Значи, за разлика од Matic, значи истиот е од средината на 2018 година, односно тоа е практично падот на претходниот bull маркет, кога истиот е почнат да функционира. Сега, оно што мораме да го видиме моментално на техничка анализа, се на месечно ниво, дека неговата Fibonacci секвенца, затоа што истиот имаше огромен пат уште пред самиот врв кој што го доживеавме втор пат во практично 2021 година, затоа истиот моментално се наоѓа на многу ниска позиција и се наоѓа во значи на врвот на претходното акумулационо поле. Значи, ова е пред самиот булран во 2020 година, 2019-2020 година, и ова на некој начин веруваме дека ќе биде врвот на полето на акумулација. Значи, гледате, ова е првиот месечен левел каде што VET почнува и веруваме дека, значи, буквално горната граница на ова акумулационо поле, односно горната граница на жолтото поле, може би и внатре, кратко, ќе биде на некој начин полето каде што најчесто очекуваме да го акумулираме овој токен. Значи, ова бело поле ќе ви покажеме на неделно ниво зашто се наоѓа таму. Значи, гледаме дека се наоѓа под 78% од Fibonacci секвенцата. За овој токен ние ќе очекуваме да добиеме double bottom, односно ова да биде едното дно, а овде да добиеме второ дно, при што ќе добиеме скок нагоре и ќе добиеме следен bull run. Но тоа не значи дека ќе се одвива само со една свеќе. Може да имаме благ скок, па да продолжи да се одвива акумулација, пред да добиеме движење нагоре, што е директно зависно од биткоин и останатите пазари. Сега доколку се вратиме на неделно ниво, рековме, значи гледаме дека оваа свеќа е единствена практично свеќа која што го држи овој сел сегмент. Гледате, значи моментално оваа свеќа ни покажува зошто не успела цената да пробие надолу под претходното месечно ниво и затоа веруваме дека падот под ова поле ќе биде моментот кога треба да се акумулира VET, тоа е според нас, и неговиот влез во ова жолто поле на некој начин ќе биде формирањето на дуплото дно кое што го очекуваме во иднина за следниот bull run, но се додека не добиеме пат под ова бело поле, ние не планираме да купиме VET, затоа што гледаме дека Bollinger Band се уште го држи ова поле се уште ги држи цената над, и како што може да видиме имаме огромен значи сегмент на акумулирање кој што се одвива во претходниот bear market, затоа и оваа цена веруваме дека ќе имаме доста отпор пред истата да пробие надоле. Доколку видиме дека цената не пробива надоле во ова поле, тогаш може да почнеме да акумулираме од истата, но како што рековме, се уште чекаме да видиме што ќе случи на пазарот, може да имаме уште некои турбуленции, затоа ќе почекаме и нема да брзаме пред да одлучиме дека е време да се акумулира. Значи цената е падната под 100-неделната средна вредност, што е дополнителен знак дека се наоѓаме негде во акумулационото поле кое што нас ни е битно. Сега проблемот е што исто и овде немаме, како што рековме за Matic, значи немаме се уште 200 неделна средна вредност, затоа што се уште не постои 200 недели, за да можеме
да видиме каде би била долната граница на акумулација на ова добро и веруваме дека кога ќе се појави исто како Matic ќе ни даде дополнителни информации. Се наоѓа под Bull Market Support бендот, како што може да видите. Значи тоа се на некој начин основните аналитички работи кои што можеме да ги видиме. Се уште значи Bollinger бендот се прилагодува, се наоѓаме на долната граница. Дури да имаме блага корекција, очекуваме истата да заврши на горната страна на овој пагешки триаголник, кој што се уште имаме време до неговото пробивање, што може да потрае, верувајте ми, со месеци, со оглед на фактот дека сите пазари се движат надолу. Значи, ова е на некој начин основната техничка анализа и веруваме дека иако се наоѓа на 3 центи, се уште може да падне подоле, каде што ја акумулираме можеби и на 2 до 1 цент, во однос на тоа колку ќе падне под ова поле. Затоа и ќе го следиме пазарот, посебно овој токен, затоа што нас како тим овој токен е еден од најомилените и веруваме дека има огромен потенцијал. Се наоѓа на 35-36 моментално RSI вредноста, а гледаме дека истата била и под, односно препродадена. Затоа очекуваме дека истата ќе се врати барем до долната граница на 30, пред да имаме било каков баунс, што е дополнителен показател дека очекуваме влез во ова поле или бар на горната граница на ова поле, пред да почнеме да акумулираме вет. Значи ова е на месечно и неделно ниво што можеме да видиме за вет моментално. Сега, дополнително сакам да ви покажам што е на некој начин битно во однос на вет, оно што моментално е најнова вест што ја добивме овој месец, е дека повеќе од 2 милиони продавници ширум светот моментално прифаќаат вет како платежна валута. Ние се уште сме на истото мислење дека користење на токени и коини во овој свет за плаќање е моментално многу лоша тактичка грешка која што може да ја направите, затоа што истите, посебно во овој сегмент, се во bear market и нивната вредност е десеткувана. Значи може да видите дека од претходниот all time high на вет кој што е моментално 28 центи, значи цената се наоѓа на 3 центи. И замислете вие сега да потрошите вет и да купите нешто со истиот, а во иднина истиот може да достигне и $2, например. Не значи дека тоа ги случи, ќе видиме, значи кога ќе го утврдиме дното и ќе имаме следен bull run, ќе утврдиме со Fibonacci секвенцата кои се нашите таргети понатаму, но во моментов нивната соработка со Alchemy Pay, на нивната платформа која што има огромен број на значи продавници во светот во различен тип, моментално може да се користи вет како платежно средство, исто како што може да користите долари, евра и слично, што е не е толку битно за тоа каде може да ги трошите вашите токени, пошто ние не ги трошиме нашите токени за купување сигурно, но е битно за нејзината адаптација во светот. Односно, колку повеќе ваков тип на платформи почињаат да прифаќаат крипто, толку е поголема нивната општа прифатеност во светот и со тоа понатаму ќе биде и значи не само прифатеност, него и целосна интеграција како технологија, затоа што можеме да сватиме од досегашното развивање на криптопазарот дека ова не се валути за секојдневна употреба од типот на платежни средства. Ова се валути кои што имаат во позадина огромни технологии кои што многу значат и кои што многу ќе го развијат светот кога еднаш конечно ќе бидат прифатени и ќе бидат интегрирани во секојдневното општество, не само во економијата, туку е на пример овдека во транспортот. Ме разбирате? Како и останатите во однос на тоа каков тип на технологија станува збор. Значи разликата помеѓу вашите книжни пари и овие дигитални средства е тоа што позади овие дигитални средства стои цела технологија, значи стои актуелна вредност на самата технологија и затоа самиот токен добива на вредност. За разлика од тоа, позади вашите книжни пари стои централна банка, која што истите пари ги измислува и ви ги дава во оптек. Значи тоа е разликата помеѓу дигитални средства и книжни, на некој начин сликички кои што ги разменуваме за добра. Значи тоа би било у превод разликата помеѓу нешто што вреди и нешто што е измислено за да можеме да правиме трговија во светот. Сега, пред да завршам со овој денешен, значи ова денешно видео, би сакал само да ви покажам, Ел Салвадор е првата држава во светот која што го легализираше биткоин и која што не само што го легализираше, туку през еден дел од самиот буџет на биткоин на Ел Салвадор е држан постојано во биткоин. И сите оние значи приходи кои што ги имаат од било каков тип на трговија, значи моментално Ел Салвадор ги внесува со купување на дипови во својот буџет.
односно моментално со на 13 мај со последниот дип после Terra Luna крашот, они купија нови 500 биткоини во својот буџет. Да не забораваме, доколку не знаете, значи Ел Салвадор со купување на претходните два дипа пред булранот успеа да изградат огромен тип на болници, огромен број на болници, школи, да буквално помогнат во унапредувањето на сопствената држава, поради тоа што претседателот заедно со нивниот тим на економисти во светот одлучија дека значи подобро би било да почнат да користат криптовалути и да ризикуваат и дел од својот буџет да го внесат во биткоин, со што направи огромен профит, за разлика од постојано зимање на кредити од монетарниот фонд или Светската банка, кои што буквално поради тоа што они го интегрираа биткоин им забранија, им кажаа дека нема да им помогнат доколку истите се најдат во неволја на некој начин. И што се случи? Значи моментално докажаа со изградбата на нивниот биткоин град, кој што ќе биде буквално сите платежни средства, главното платежно средство во овој град ќе биде биткоин, а ќе имаме огромни майнинг фарми во овој град на Ел Салвадор и истите ќе бидат значи напојувани имаат вулкан на средината на островот, кој што значи ќе се транспортира таквата енергија од вулканот како електрична енергија за мајнинг на биткоин, кој што ќе биде повторно интегриран во буџетот на самата држава. Значи, оно што сакам да ви кажам е дека Ел Салвадор е многу мала држава. Моментално имаме само две држави кои што го имаат целосно интегрирано, тоа се Централната Афричка република и Ел Салвадор, но во најава се многу други држави кои што ќе го прифатат биткоинот како платежно средство, со тоа што моментално се наоѓаме во bear market и ваков тип на вест би го на некој начин направила пресврт во истиот, но знаете како, во светот секој има тактичко користење на економскиот на економската клима во моментот, затоа и како што може да видите, никакви големи апгрейди нема на коините како ADA, како Ethereum, како било кој друг, да речеме, солиден проект во светот. Затоа што истите знаат дека било каков тип на интеграција во некоја држава или голем апгрейд на самиот блокчейн кој што го имаат, би вродил со многу малку плод, затоа што моментално се наоѓаме во рецесија, инфлација, војна и сето оно што го гледаме моментално што ги бутка сите пазари надолу. Затоа сите, како и големите држави, чекаат да се случи следниот bull market пред да почнат таков тип на најави на одредени држави го интегрираат биткоин како платежно средство, а да го ја интегрира Hydra во однос на брзината на собствениот блокчейн. Ethereum влегува во Proof of Stake технологија. Значи, таков тип на вести можеме да очекуваме кога конечно ќе дојдеме до запирање на овој пат во економијата и ќе бидеме негде блиску до халвингот или една година пред халвингот, она што го очекуваме во мај 2023 година. Ќе проследиме заедно, но слушајте ги нашите зборови ќе видите и сами. Тоа се случуваше и во претходниот bear market кој што ние го проследивме со сопствени очи. Значи, било каков тип на надградување на блокчейн технологиите се одложени до моментот кога конечно bull маркетот ќе земе замав. Што дополнително ни кажува дека овој тивок период кај што немаме никаков, да речеме, значи не можеме да видиме никаков тип на апгрейди, на големи вести е буквално поради тоа што се наоѓаме во bear market, можеби на самото дно. Значи тоа дополнително треба да ни покаже дека сега е моментот да се едуцираме, сега е моментот да акумулираме пред почеток на следниот bull market. Иако овој bear market може да потрае, иако може да биде и побрутален, поентата е затоа го следиме со вас и го споделуваме нашето мислење со цел да ве научиме и сами да научите како собствени инвестициски одлуки да донесувате во однос на вашето портфолио. Со ова ќе го завршиме нашиот фид за денеска. Се извинуваме што е малку подолг, но се обидуваме да вклопиме еден тон на информации и тоа не може да биде направено брзо, за жал. Затоа оние кои што сакаат да го погледнат, се надевам дека ќе уживате и се надевам дека уживавте во она што ви го представивме до сега. Како и секогаш, следете ги нашите социјални мрежи, фанпејџот на Facebook и Instagram, кои што наскоро ќе почнеме да го користиме и да објавуваме и таму. Значи, моментално нашиот тим работи на сето тоа, мал е тимот, затоа и напредокот е малку бавен, но се обидуваме овој bear market, значи да се интегрираме што можеме повеќе и да направиме што може попрофесионална содржина, со цел да ви се допадне и понатаму, и нормално, се додека има интерес, нашиот канал ќе работи за вас
И повторно, значи како што беше кажано на почетокот од некои луѓе, не, никогаш нема да наплатиме за нашиот материјал. Ова е нешто што го правиме за нас и го правиме за македонскиот народ кој што никогаш не му била дадена шанса да се интегрира во ваков тип на голем напредок во светот. Секогаш сме биле последни, затоа сакаме да го направиме ова значи доброволно за оние луѓе кои што сакаат да научат, а немаат од каде. Ви благодарам уште еднаш на вниманието, се надеваме дека ви се допадна нашата содржина и доколку имате некој што сака да го научи ова, ќе ве замолиме да го споделите со него. Со тоа го завршуваме нашето видео и се гледаме во следното. Имајте добар викенд и поздрав од тимот на Криптогамиџија.